Новко Младеновски живее живот во темнина. Го губи видот пред 17 години, иако и пред тоа живеел мачно и мрачно. Во Старона Горичане создава семејство, а поради оддалеченоста од градот, но со надеж дека ќе има макар малку полесен живот, пред неколку години се сели во Горно Којнаре. Тука живее под кирија, па од социјалната помош и мобилноста мора покрај другото да мисли како ќе ги подмири тие обврски. Сите 5 деца за жал му се со ментална попреченост и слабовидни. Најголемата Ангелина и покрај тоа се грижи за нив. Сопругата му е тешко болна и немокна, а помалите 2 деца мораат да се навикнат на ваквата сиромаштија и да се молат во најблиската продавница за кифла за да го минат денот на училиште. Дрва за зимата, Новко вели се уште нема обезбедено, но искрено се надева дека ќе добие помош од хуманиот народ и ќе обезбеди сигурен кров за поколението. А потоа вели тој, кога сака Бог и што сака, нека прави со мене. Новко Младеновски од Горно Којнаре Кумановско е оставен на милост и немилост. Пред 15 на години го губи видот и од тогаш се му оди надолу. Нема како да преживее, живее под кирија и буквално гладува со своите 5 деца кои се со посебни потреби. Денес сме кај него. Новко, ние сме од срце на дланка, дојдовме да ве посетиме бидејќи навистина многу долго не баравте. Зошто не повикавте? Кој е вашиот проблем? Па нашиот проблем, јас сум Новко Младеновски, инвалид слепо лице од Враготурце, преселен тука под кирија. Како живеете тука? Па со мака, на 35 години го изгуби видот, така да не може ништо да работам, дечиња 5, јас слепо лице, жена болна, оперирана, многу тежок живот, дечиња 5 со посебни потреби. Сите деца со посебни потреби? Сите. Вие зимате приход колку да преживеете, но тоа не е доволно за да помине месецот. Ете, сигурно немате ниту дрва, не гледам тука никаде. Недостасува ни до половина. Ни до половина? До никаде. Каде ти учат децата? Децата, едното е во пето деление во Браќа Рибор, Горњо Којнаре, а другото е седмо деление во исто Браќа Рибар, Табановце. Дали ќе можеш да ги школуваш тука? Па, веројатно не. Нема кој да ги каже, да пишуваат, да читаат. Дали ќе ти биде тешко одвоен од нив, Новко? Многу е тешко. Многу е тешко да се одвои човек од свое дете. Па дајде од возрастно, а од мало. Ќе мислите. Ова е куќата кај што живеете? Да, таа е куќа. Под кирија или ваша? Под кирија е куќата, па газда вика или купите, или излегувате. Но имате ли средства да ја купите, Новко? Немаме, нема ни да преживееме, не да купиме куќа. Нема, треба многу пари, ја не може да се снајдам од никаде. Трошкови големи. Жената каде е? Сопругата каде е? Тука е во соба. Тука беше. Па она не може ништо да работи. Зошто? Болна жена, па оперирана од карцином на дојка. Така да не може ништо, ни кафе не може да ни направи. Добар ден. Така да, мојата е голема и преголема мака. Ајде да ја почнеме од почеток, да му кажеме на народот, па доколку има шансе да ви се помогне. Новко е напатен човек кој своето детство и младост ги минува во село Враготурци во општина Старона Горичане. Оддалечен од градот, тешко и под мизерни услови му минувал секој ден. Се жени и создава семејство, но за жал сите деца му се со посебни потреби, а пред 17 години една несреќа ќе стави рампа во надежите на ова семејство. Тоа е денот кога Новко го губи видот на двете очи. Куманово, поточно село Враготурце, општина Старона Горичане. Тоа е на самата српска граница, подножје на Козјак планина. Таму го имаш поминато детството, таму имаш израстано? Да, па таму сум живеел 50 години. Што те натера последниве 4 години да дојдеш тука во Горно Којнаре? Проблемот ми беше за дечиња. Не може да ги носам на училиште, многу далеку, 7 километра еден правец. Мора да седиме таму од 7 до 12, додека се вратиме дома биде 2,5-3. Родителите умреа. Татко ми 2015 година, мајка ми 17.
Јас ги дочував. Имаше нешто и стока чувавме, али нема, најголем проблем е било за деца и, што е најбитно, не може да однесам храна дома. Зошто? Брашно, нема намирнице, па далеку, јас слепо лице. Плаќам такси. И еден ден одлучив што ќе плаќам 2-3 пати месечно такси, јас ќе платам кирија. Нема живот, нема луѓе таму, останаа неколку 20 на човека и тоа стари луѓе. Колку деца имаш, Шипка? Колку деца имат? 5? Како ви беше животот во Старо Нагоричане? Како живеевте таму? Гору. Тешко ли беше? Тешко. А како живеете тука? Добро. Тука е подобро. Подобро вие би сакале тука да останете во ова село, но плаќате кирија, Да. тежок е животот. Да. Кајде ти беше поубаво? Овде, Зошто ти е тука поубаво? дека има деца. Таму немаше деца? Не, А како таму живеевте? Тогаш беше мал, имаше 5-6 годинки, но сигурно се сеќаваш. Како ви беше таму животот? лошо. Зошто, Злата? Дека тој боле. Тука е подобро. Да. Ти не се роди со оштетен вид, гледаше, но ги изгуби двете очи од несреќен случај. Што се случи, Новко? Па, јас сум видел. Сум бил вработен во Силекс, Кратово. Сум работел приватно. По Београд иде смо на печалба, Белград. На автопат беше малку таму, на водовод. Ама после тоа се одели Македонија од Србија. И настанаа проблеми, ајде женитба, па дечиња. Па од дечиња после не само да се изчува, него мора да се школуе. Како ги изгуби очите, видот? Очите видот го изгубив на многу прост и чуден начин. Значи, појдов да вратам крава, потрчав, се сопнав од камен и падна вака напред во гранки од дива круша, суви. Како цигаре да е мерено дрвце суво во левото око во сред гледка. Го извадив дрвцето, го обрешав око, добро, не ме боли. Не отидов веднаш на доктор, после 20 дена. И доктор вика, кога е било? Па рекна, има 20 дена. Добро, рече, само да знаеш дека око више нема. Нема. Сте тргнале порано, можеби ќе го спасевте окото, да се отишле веднаш? Да е било на време, веднаш. Могало да се спречи. А со второто око? Второто око со магаре ќе тераме слама, навечер на месечина. Дотерамо еднаш, ајде рекна, одете ви, почнаа да се облачи, ќе заврне. Во плевна да ја фрлам сламата. Другите што беа отидоа, ја отпосле јавна магаре, оно под слива, ја удари со нога во слива, падна и слива, и магаре, и ја на магаре. И во другото око суво дрвце, како цигаре, и моите очи отидоа. Колку години сте без вид? Па 17-18 ли ќе има некаде. И порано било тешко, но никако сега ке рече Новко. А уште повеќе откако пред 2,5 години, комисијата одлучува да го прекине приливот што го земал за децата, па киријата, храната, дрвата стануваат луксуз за ова семејство, а капак на сите нестреки и сериозната болест која од март оваа година и се случува на сопругата на Новко, па и тој мал приход што го земаат оди во пат за лечење на жената и лекови за неа. Јас имам некој мобилност за слепило и туѓа нега, и тоа ГМП, гарантирана минимална помош. На малите дечиња ги симнаа пари. Зошто? Па дај Боже да се здрави, да си гледа, ама имаше некои проценти.
Докторката ги симна процентите, ги симна и парите 2,5 години, значи немам динар за нив. Мои не достигаат. Дали кирија, еве не сум дрва купил, зимница нема. Сите децата се со посебни потреби? Деца 5, сите со посебни потреби. Оштетен вид и психоментален хендикеп. Плати кирија, плати струја, плати вода, ми останаа и сметките неплатени. 200 евра имам струја, па не знам, сигурно има 150 евра вода неплатена. Многу пари сум дал за жената што правеше операција од карцином на левата дојка. Но секои 15 дена ја носам на хемотерапија. Тоа се трошкови големи. Благодарение на продавница што ми дава вересија, кога земам платам продавница, тој што е најбитно, и мора да платам кирија. Ако не платам кирија, газда ќе ми истера из куќа. Они сега вика, или купи, или излегувај. Па кај да купам, кај да најдам пари, мил Бог да знае. Те тера да ја купиш куќата за да останеш тука? Да, а мене ми одговара тука, близу школа, близу продавница, близу автобус, близу град, со автобус или пак пешки. Пешки натам, пешки нао. Тоа нешто ако купиме, ранче на грб, и еден мора да ме води, не може. Во една рака стап носам, во другата рака мора да се држам, да ме некој води. Само не може да одам. Земаме некој народна кујна, понеделник, среда и петок. Па се снаоѓаме, ви кажувам, од продавница на вересија на тетрадка. Што купувате? Па тоа што е најглавно, лепче, нешто со слеп, потака. Некој нешто донира, ама слабо. И вака со години го терате животот? И па до прошла година не е било така, ама сега еве години нешто така и се потешко и потешко ќе ми оди. Што најмногу би ви го олеснило животот, Живка? Ете брашно, сол. Брашно, сол, за да може да се помине, барем храната да не ја мислите. Да. Кога се разболе жената? Колку време? Па некаде околу март месец. Март или април беше. Тоа е дополнителен проблем кај вас. И па малку беше друго, па тоа додатно. Тоа се вика по селски капак. На грнче и капаче. Зашто е способна во моментот сопругата? Па не може ништо да работи. Само чајче на деца, ако свари, кафе да направи, да ги даде лепче. Тоа е. Све керката, она, некогаш меси леб, некогаш и купиме. Како најстара, сигурно и ја превземаш таа обврска да се грижиш за родителите. Да. Тешко ти е што ето, сега мајка ти е болна, татко ти не гледа. Ти си слабо видна. Да. Колку степени ти е уштетен тебе видот? Не знам, таму тато знае. Каде учеше ти? У Скопје, од Димитар Влаков. Во училиштето за слепи лица? Да. Спиете, како се организирате за спиење? Ја Елеонора спиемо. Тато и Мики, мама на друг кревет. Кој подготвува ручек? Јас подготвам ручек. Ти го правиш ручек? Да. Мајка ти, бидејќи е болна, не може? Не може. Што подготвуваш најчесто? Те чорба, те гра, те талче компири, те да ставам компири, да се вари, те да здробу, те крумиче, пеперче, да направам јадење. Тако е. Сестра ми Добро. прави храна, гра, компири,
чорба кумпири и тавче кумпири. И тоа ви подготува сестрата. Да. Те да испремо на мамо леп, те лекови да ги дам и на татко ми, на мајка ми, тако е. А како се бањат? У корито. Кој те бања? Мајка ми. Мајката. Како се бањате? Тука гледам во Во корето, Во корито. да. Така ли треба денес во овој модерен свет да се бања? Никогаш не си се бањала во нормално купатело? Не. Никогаш. Најтешко е кога бара дете зашто дете за сиромаштија и не знае, но за жал, на неја мора да се навикне зашто Бог одлучил тоа дете да се роди во тоа семејство, а очигледно е дека уште потешко е на родителот зашто немајќи услови да ги чува, мора да ги даде во интернат и да ги гледа со срцето еднаш во месецот, додека душата му се кине на милион парчиња секој ден. Децата ти бараат ли пари за во училиште, помаливе, што се уште учат? Секој ден си бара. А ти имаш Секој ли? ден си бара. Нешто му треба да си купи, нешто за јадење, нешто за школа, прибор му требало, тетрадка, едно друго. Па гледа сите дечиња купуваат, па оно да гледали. Греота, па викам на продавачи, давајте и па кога земам пари ќе платам. И тебе ти е мака што немаш да му дадеш како сите родители. Како не бе, како не, срце ќе ми пукне. Него што да правам, ете, не стига. Книги. Какви книги ти требаат? По англиски, по математика, по македонски, по историја и општество, и по ликовно и по физичко. Немаш книги? Едно само. Не сте купила? Нема школу. Кога одиш на училиште, ти даваат ли храна од дома? Купуваме. Што ти купуваш најчесто? Гервеци. Геврече. Има ли секогаш тато пари за геврече да ти обезбеди? Понекад. А тогаш кога нема да ти даде за геврече, како одиш на училиште? Купам гервец и запише. Нема пари. Так сим земе, ке купя. Кога ќе земе пари татко ти, што ти купува прво? Што бараш? Тетрадки, книги, моливи, новчени, гума и машинке. И бојчки фломастери. Тоа ти треба за на училиште, така? Да, Но тато нема секогаш пари тоа да ти го обезбеди, да ти го купи. да. Што не си пробал нешто кое што твоите другарчиња во училиште го јадат? Тост. Тост не си пробал? Да. Од кога немаш пробано тост? Од лани. Од лани немаш јадено тост? Не. И овие мали да може да ги школуеме, да... Како планираш да ги школуваш, кога не можеш ниту ти, ниту сопругата да им се посветите? Како ти па е е- планот? Па ете како, мора по интернати некаде. Таму ќе мора по Скопје, нема кој да ги каже, не може да е, ај сега убаво време па иде. Има, ќе почне да врне киша, снег, ветар. Студено, мора да го водиме до школа, мора да го чекаме, оди по 2 смene. Ќе мора во тоа училиште што е за Слепи лица? школа за слепи лица, Димитар Влахов. И кога би гледале, таму би ги оставиле и би седеле со денови? Па сега може секој ден да си доаѓа, ама нема потреба. Може на една недела, на 2, на месец, кога како. Ако има некои празници, дојде. Ако Вас не, би ви било тешко да се одвоите од децата? о, мали сестро мила, ама сега ме праша. Па потешко што има од тој? Каков ќе ми е живот после без njega? Без малиот Мики. Кај да е, ја мора да бидам покрај него. Па ете, по продавница таму, па некој ги види, па ги даде некогаш сокче, некогаш политанче, чоколадка, лижавче некое.
Иде и се фали. Абе, кој ти даде ја? И не го отвара таму, него дом донесе. Да подели со дадличка. И на мајка му да даде. Кој ти даја? Тој чичко ми даја, тој дедо ми даја. Децата тражи, ја немам од каде. Па да можам едно кучичка да ја обезбедам. Па после тука натаму Бог што ги даде. Имаш уште едно девојче што во моментов е во училиште. Па седмо деление тоа е во Табановце. Браќа Рибар и оно јадно деца иде. Тато вика деца си идев до продавница, ја немам пари да иду да купу. Па некогаш му даду. Има некои ситни, па ги по 2-30 денара, 50 кога како. Проблеми невидени, како години изминуваат, ние старееме, sve потежок и потежок живот. Не знам што ќе и како ќе. Ни самиот веќе не знам како ми е името. Ако не се снајдам да купам дрва, не знам и мисля што ќе се греем. Да имамо куќа и да имамо купатело. Тоа ти е најголема желба. Да. Не срамете се од себе никогаш. Не срамете се од тоа што сте и од тоа што Бог ви го одзел како луѓе. Не срамете се од она што сте минале, па ниту и од она што сте погрешиле. Сте биле сами, сте биле слаби, сте немале поддршка и рака за некој да ве турне нанапред. Вашето време е се додека дишете. Затоа не плашите се од утре. Ке биде што ке биде. Па макар и живееле темен живот и живот во мрак, сепак мора да се бориме и да се надеваме на подобро.